Со надеж дека резултатите кои што ги постигнавме оваа година ќе продолжат и во наредните години, меѓутоа ќе се трудиме тие да бидат на едно уште повисоко ниво. Уште еднаш ви благодарам за доделената награда. Благодарам на Фудбалската федерација, на моите тренери, на моите соиграчи од женскиот фудбалски клуб Кочани. Во овој прекрасен момент би сакала да искористам оваа можност и да се заблагодарам на Фудбалската федерација на Македонија за оваа награда која што ја добивам веќе по 5-ти пат. Оваа награда за мене представува уште поголем поттик за понатамошни успеси. Можам само да кажам една работа, значи футсалот како футсал е мал дел од Фудбалска федерација, но ве уверувам дека во март ќе го гледате на барачна превари за квалификација на Европско првенство и ќе видиме првата репрезентација која ќе учествува на завршница на Европско првенство. Се надевам дека ова нема да биде мојата последна награда. Посакувам уште многу вакви големи награди и признанија во мојата кариера. Благодарам. Ова признание за мене значи многу. Значи многу и за спортот, зашто Фудбалската федерација на Македонија е една од тие што препозна дека суштинското на спортот е создавање на своји кадри, своји играчи, кои што ги создаваме за да на општеството им дадеме цврсти, карактерни и здрави граѓани, кои што потоа преку своите клубови и особено преку репрезентацијата ќе афирмираат нашата мала, но желна за успеси држава. Благодарам. Во моје лично име и во име на Фудбалскиот клуб Металург сакам да благодарам до Фудбалската федерација на Македонија што по втор пат ја добиваме оваа награда и ве уверувам дека до година ќе направиме хет-трик. Во името на господинот и неговиот собственик, господинот Сергеј Самсоненков, се благодарувам на наградата. Во име на компанијата Apple и господин Назим Дестани, им се благодарувам на Федерацијата на Македонска Федерација на фудбал. Мораме сите заедно да помагаме да овој спорт, посебно фудбалот, си го добие своето значење во Македонија. Не само јас, туку цела спортска програма на Македонската телевизија, менеджерскиот тим и колегите што се зад камерите и тоа ќе го правиме и натаму. Нека не очекува успешно 2015. Значи покрај фудбалските вештини, големо значење респектот и ферплеот во фудбалот воопшто и во Македонија. Ви благодарам. Голема чест и задоволство ми е што добивам оваа награда, која лично мене ми значи премногу. Голема благодарност до сите во клубот што стојат позади она што јас го работам. Се гледаме во некоја следна прилика. Прво сакам да се благодарам на Фудбалската федерација на Македонија за оваа награда, на моите соиграчи и исто така и на екипата на Фудбалскиот клуб Металург. Ви благодарам. Поздрав. Добро вечер на сите, фала многу на Фудбалска федерација на Македонија, па намерите джитва кој крајен што кај нам. Јас не смеам да застанам пред микрофон. Ако застанам веднаш ќе почнам. Драги слушатели, се наоѓаме во салата на театарот, каде што група фудбалски работници прославуваат. Не бе препознат като Ивко Панговски. Бе препознат като гол, ништо, драги слушатели. Посебно сум горд што ветераните на фудбалскиот клуб Брегалница ми го подарија овој начин часови. Им се благодарам. Јас немаше да бидам овде ако еден човек толку не веруваше во мене, тој е председател на клубот господин Драван Поповски. Мислам дека оправдал неговата довера. Сам да се благодарам на Фудбалската федерација на Македонија, исто така и на моите поранешни колеги од фудбалскиот клуб Корижан Турина, кои се најзаслужни за оваа втора награда. Едната година исто така ми придонеса да ја земам награда за најдобар играч. Стварно е паметен по една реченица. Василе, стегнете се, борете се како илиндеци, а јас ви верувам, ако погинеме, кој ќе игра другата недела. На мои години признанијата не се примаат со некои еуфорија. Меѓутоа нема да бидам искрен ако не кажам, дека сепак и на тие години
ти представуваат задоволство. Благодарам на оваа награда и сакам да споделам со моите соиграчи од ФК Работнички и со сите вработени во клубот. Благодарам. Што се однесува до моето признание, можам да кажам дека сум многу среќен и горд што добијам почит од мојата земја. Фала ви.